За 500 евра плата на работник, газдите треба да одвојат уште 250 евра за давачки кон државата. Од Комората на сметководители алармираат дека овој трошок е превисок, особено за помалите фирми. Дополнителен проблем за нив е и тоа што државата често прави промени во законите, и тоа без консултација со бизнисот. Како пример ги наведоа новите повисоки стапки за придонеси, кои треба да важат од јануари до година. Фондот за ПИОМ има дупка. И како ќе ја пополниме, ајде да плаќаме поише. Ајде 55, ајде 60% некој од предноси. Па знаете ли кој товар за едно микропредпријатие? 60.000. Ја ќе речам со плата минималец нов од 15.000 да плаќа уште 7.500 придонеси. Зошто за тоа не зборувам? А кај се тие, наместо да се оди во таа насока, зошто не се отиде во насока, ајде тие што не плаќаат, што цело време работат, зашто тие да не влезат во систем? Вела дека и со воведувањето на прогресивниот данок за неполна година се направило само штета, а при тоа во буџетот не се собрале предвидените 25 милиони евра. Масовно се случи она што цело време ние како Сојуз на стопански комори апелиравме. Одма нашиот народ се снаоѓа, го повлекува тој договор за закуп, прави на 500 евра договор за закуп, разликата кеш. Значи ние со одредени мерки, заместо да стимулираме развој, ние правиме зголемување на сива економија. Не функционира ниту законот за сметководители. Бараат надлежните институции сериозно да почнат да ги решаваат проблемите и конечно да се стави крај на хаосот во дејноста. Во секторот функционираат над 1700 фирми, а вкупно има околу 10.000 овластени сметководители. Ирена Чачкова, Сител телевизија.